ќе издржим уште некоја година. Години веќе не фаќаат. Вака, слушай, 35-6 години, стварно е веќе зрели години. Јанко млад. Па добро, и ти си колку? 37, една-две години си постар од мене. 52, колку Бред Пит. Да си жив и здрав. Драги мои, добро вечер. Добре дојдовте во Јади Бурек на Тројка. Како што денеска најавив на социјалните мрежи, гостин во студиото ќе биде Драган Павлович Латас. Имам Латас, добро вечер, добре дојде. Често пати си доаѓал кај мене во емисија затоа што У 5 години 3 пати. У 5 години 3 пати. Така. Секогаш твоите гостувања предизвикуваат интерес и обично малку подолго имам време да ги најавувам заради ексклузивност, заради гледаност. Некако актуелноста на работите ме натера онака ампасан, апансас. Да те викнам и навистина, бидејќи работите земаат замав и прилично се актуелни и треба сега да се искоментираат. Иако на вестите кога ги водиш имаш доволно време да искоментираш, сепак недоволно за да се искажеш како еден Латас, па ни во колумните, мислам овдека дека убаво и да ги образуваш. Три теми те викнав заради три теми. Прва тема е добивањето датум за преговори на Македонија. Поточно, твојата последна изјава вчера во вестите дека ти дигаш од раце, не веруваш дека ќе го добиеме и ми интересира малце да го образложиме. Втората тема е 100 години албанска независност и на начинот на кој беше прославена и дали евентуално тоа ќе има некои пошироки последици за регионот и особено кај нас. И трета работа, дали е тоа некоја порака и што ти знам, и трета работа ми е што медиумски создава кај некои луѓе конфузија, кај некои недоумица, кај некому му е јасно, а тоа е штрајкот на лекарите. Па биделе поред. Прво, вчера во вестите рече дека редовно известуваш, јас сум дописникот на МИА од Брисел, Бобан Нонковиќ, често пати се јавува во емисија, го пуштам со многу оптимизам збори, но знам дека си ти реален момак и многу ладнокрвно и без емоции знаеш да ги согледаш работите. Зошто мислиш, зошто изјави вчера, зошто мислиш дека ние нема да добиеме датум за преговори? Добро, ја мислев дека најинтересна тема е оваа за лекариве, бидејќи најдиректно, најактивно и најактуелно го допира нашето општество, ама ќе оставиме на крај. Полека ќе дојдеме до таа. Мислам дека има добар редослед. Значи, ја вчера кажав дека не верувам дека ние сега, овие денови, ќе добиеме датум за преговори со Европската унија, иако останувам да се надевам како сите други и многу би сакал да бидам демантиран дека тоа што сум го проценил овој пат не се покажало точно. Значи, далеку поише би сакал да не сум во право. Голема работа дали сум во право ако ние добиеме датум. Лесно ќе ти го фатиме Сеиро, камо среќа да не си во право. Фатите го Сеиро, само ние да добиеме датум. Ме интересира, бидејќи не си површен тип, туку имаш аналитика, ме интересира образложението. Мене ми е работа, јас сум нојнар и во даден случај таму и уредник, имам право да пренесам вест, нели, и да ја коментирам, и да кажам своје мислење. Моје мислење е дека нема да добиеме, иако се исполнети сите услови за тоа, 4 години поред ние ги исполнуваме условите, иако овој пат Соединетите американски држави и Европската унија службениот дел говориме, значи известувачот за Македонија Ховид, Филе кој го води секторот на нови членки и така натаму, изрично рекоа дека Македонија треба да добие датум за преговори, бидејќи го заслужила тоа и време е. Јас се слагам и со Филе, се слагам и со Ховид, се слагам и со Груевски, кој го кажува истото, се слагам и со Светска банка, која Македонија ја става на прво место во регионот според резултатите на одбрана од кризата, значи амортизирање на тој удар. Се слагам и со ММФ, со сите нив се слагам, дека ние имаме перформанс. Но знам дека Грција не е земја која туку така ќе загуби таа стратешка предност на Балканот. Знам дека го има Кипар како резервен играч кој многу ретко се спомнува. Знам дека нашето решение за името е врзано со турско-грчкиот проблем околу Северен Кипар. Таму нема никакво решение и јас со години зборам дека тоа е систем на врзани садови. Ако турците добијат, ние ги загубиме, ако ние добиеме, турците ги загубат.
И се тука има една перверзна ситуација. Турција, која е искрен пријател политички и економски на Македонија, а и Македонија уште поискрен кон Турција, геостратешки од своји тековни интереси не посакува добро решение во преговорите за името. Бидејќи, од друга страна, не може Грција два пати да загубат или два пати да добијат во два отворени спора, кои се меѓународно активни. Сега, Грција не покажа никаков знак, ни на внатрешен план, ни на надворешен, да ја спреми својата јавност, дека Македонија ќе добие датум за преговори, бидејќи тоа за дел од грчките националисти кои беа во офанзива овие последни недела-две, би било сериозна можност да предизвикаат внатрешни тензии, да се искористи лошата економска ситуација во Грција и да се афирмираат себе си како едно политичко решение. Значи, од таму нема таква атмосфера, нема во тие геостратешките односи помеѓу турците, македонците, Европската унија и грците, и затоа мислам дека ќе остане статус кво. Рече, барем во официјалниот дел што се однесува до Европската унија, до ФИЛЕ, до Соединетите Американски држави. Ја пак реков, не си ти површен тип кој иде само чита и анализира дипломатски канали. Сигурно во дипломатскиот јазик или оние други канали, сметаш ли дека постои некаква двојна игра? Постои, како не, види. Значи, нити проблемот со името е создаден туку така. Ниту ќе се реши туку така. Значи, да идеме на една генеза. Не сум член на една политичка партија и овие 20 години сум гласал за различни политички опции. Иако ти лепат многу етикети. Нивно е да лепат, а моје да трчам и да видам прв. А етикетите паѓаат низ трката. Со време кога стигаш на чело чист. Особено ако се запотиш добро, онака не лепи, види, не држи. Хусеин Болт не го интересира што мислат за него. Он трча. Он трча. Но да се вратиме на темата. Од тие причини, сакам да бидам разборен како граѓанин, кој ги трпи последиците на добрата и лошата политика заедно со сите други. Мене не ме плаќа држава. Не ме плаќа ни една партија, нигде не сум јавен службеник, не можам да правам корупција, бидејќи немам јавно добро кое можам да го продавам, а треба да го давам без пари, како што прават државните службеници, значи имам тука чиста ситуација. 95-та година Македонија сама, ничим изазвана, реши да се откаже од своето уставно име Република Македонија. Кризата со Грција заврши 92-93, а не 95-та кога ние се откажаме. Економскиот притисок од Грција кој беше као, причина за тоа, во тој момент воопшто не беше актуелен. Ние економски притисок од Грција немавме, Црвенковски шверцуваше нафта и преку Бугарија, и преку Грција, и цигари, се. Каков економски притисок збориме ние? Под економски притисок беа пола балкански земји. Зошто Хрватска не се откажа од Крајина? Зошто Босна не се откажа од територијата која денес значи Република Српска? Зошто Србија не се откажа од Косово? По мирен пат зборим, не со бомби и бомбардирање. Зошто Бугарија не се откажа од оној дел кај што има турско етничко малцинство, кој постојано го бара тоа? Зошто Грција не се откажа од Кипар, северен, под економски притисок? Никој од ништо не се откажа, само Македонија се откажа од своето уставно име, а претходно од своето знаме. Во фазата на откажување уставното име се случуваше во Македонија приватизација. Прилично јасно дефинирана приватизација, каде што не се дозволуваше влез на ниеден странски партнер. Не е тоа само Ауди, кој покажуваше за тогашна таа тројка како нова интерес, дури ни мали фирмичиња не им беше дозволено, а камоли афирмирано со закони, со легислатива, со акции, со помош од државата, премиер да ги преми така натаму, да има странски инвестиции. Тоа е факт, останавме затворени како исто и пред распадот на Југославија. У таков амбиент, како да социјализмот едноставно продолжи. Во таков амбиент, во Македонија се затворија над 85 фабрики со над 500 вработени. Тоа се огромни бројки. 500? Да, тоа се огромни фирми. Значи, еден Битолатекс, кој е фабрика со обработени и кооперанти. Значи, речуне ги сите лица ангажирани во неја. 500 само латас? Тоа е мала бројка? Не, секоја од нив над 500. Со по 500 секоја фабрика, така, во значи, ово минимум. Добро. Значи, не ги рачунам малите. Добро. Значи, се затвори. Македонка Штип 8.000 луѓе. А Стиба Штип 2.500 луѓе.
Црвена звезда Штип 1500 луѓе. Колку дојавме 11.000 во Штип. Да. Тоа се по двајца нека ранат. Така? 25.000 гласачи. Денеска Штип гласа во одреден број за СДСМ. Скопје, Железара, Металски завод Тито, Коце Металец, Глорија, ФАС 11 октомври и тука од тоа кругче што го гледаш, 30.000 вработени. 30.000, Јанко. Да не идеме понатаму. Добро. И ецетера. Црвенковски и неговата влада се најдоа во проблем. Тоа Јане Милјовски Им маестрално му им го требаше заврши меѓународна подршка. со приватизација. 92-93 во Македонија се формира УЧК. Не во Косово. Овде е фатен генералниот секретар на ПДП и осуден на 2 години затвор, а по 2,5 години, а потоа од Киро Глигоров помилуван веднаш експресно за тоа дело. Значи се правеше општа кражба. Тоа не е парола, не е тоа етикета нечија. Ја денеска се срамам од комшии кои ќе ми кажат гласам за Црвенковски, а останав без работа, работев у ФАС. Доро гласев за СДСМ без Црвенковски. Ама он те остал. Значи, спочека да го сменат. Има образ пред своите деца. И кажи, за овој додека е, не гласам ни мртов. Сега, меѓународна подршка требаше. Меѓународна подршка обезбеди Грција. На Грција не и сметаше 45 години што Македонија се викаше Република Македонија. Ние бевме самостојна република во Југословенска федерација, како што е Шкотска во Велика Британија. Она не вршеше притисок врз Југославија да не го смени името Република Македонија. Напротив, ние постоевме. Не вршеше притисок ни првата година, кога ние се осамостојувавме. Притисокот почна тогаш кога ќе добие сигнал дека тој притисок има резултат. Во политика никој не се истрчува со акција, ако не преспета дека акцијата има позитивно финале. Значи, 92-3 заврши притисокот, 95-та. Ние се откажуваме од знаме, ние се откажуваме од име. Доброволно, тоа мора да се запамти. Не сакам никој да чујам кој ќе рече ги мразам грците. Зашто ги мразиш? Затоа што гледа што ни прават со името. Па не дојда грците со пушки во Македонија. Не дојда бомби да фрлаат овдека. Некој го изгласал тоа им. Имало премиер у тоа време, имало председател у тоа време. Си го прашал ли ти председателот не можеш, почина ти Киро Глигоров. Премиеров. Зошто ти го сменил името? Он ти го сменил, не ти го сменил Грко? За да бидеме примени во Обединетите нации. Не може затоа што брат е искоцкал куќата да се љутиш на лихварот. Но тоа беше услов, нели, да влеземе во Обединети нации. Ние сме претходно примени Обединети нации. Не бевме. Како не? 95-та година нас не прими Обединети нации, прочита да видиш га претходно. Ни тоа не е причина. Ни тоа не е причина. Бевме примени во Обединети нации со подршка на американците за да се отцепиме од Југославија. Тоа беше влогот. Ние се отцепивме од Југославија и ги добивме сите во тоа степен, во таа фаза и во тој степен можни. Но риториката на СДСМ е дека тоа заради тоа за зачувување на мирот и стабилноста и така натаму и така натаму сме ги прифатиле тој компромис. СДСМ може да каже се, но после неговите зборови, мајка ти и мајка ми се без работа, сите ние сме без имена држава, сите ние сме без знаме, и сега ти гледаш зборовите. Нека зборувам што сака, ја гледам фактите. Што значи, во тој контекст на општа кражба, да се дозволи меѓународна заедница да ти го гледа, да ти дозволи шверц на нафта, да ти дозволи шверц на цигари за Србија. И Хрватска исто така, и Црна Гора, не е само Србија. Има шверци во обратен правец, па од Србија Бакар, преку тогашен Бучим, па тој идеше за западни земји, па за Бугарија, па за Грција, па сето тоа си пливаше. Добро, меѓународната заедница не го знаеше тоа, американците не Сите го знаат, и денеска го знаат. Што, американците го дозволуваат тоа? Ако ти сега на Грков му направи шатер, кој е негов од најбитни стратешки партнери на Балкан, зошто да не ти го дозволи? Мегајле на него и у твојата држава дали ќе останат 100.000 невработени. Но американците вложија многу напор за да го срушат Милошевиќ и они бара стрикно да се држи и сето ова е 95-та. Зашто не го срушија 90? Зошто не го сруши? Требаше војна у Македонија, у Југославија. Требаше некој да ја направи. Требаш 3 играча. Еден муслиман, Хрват и Србин. 500 години било така. Македонец не прави војна. И со која цел? Со цел да ја нема Југославија. Југославија ја нема. Па Југославија ја нема далеку пред тоа. Кога ја нема претходно? 90-та година ја нема. Да. 91-ва. Да. Значи, у 91-ва имаш тројца луѓе кои договараат војна, Куќан која асистира, 5 дена прави војна, у која има 57 загинати војници и они ослободија државата, условно речено, за неполни недела дена.
Сакаш да ги кажеш дека по оваа логика и на американците им одговарало да дозволуваме таков шверц затоа што да речеме Не им на членки одговарало, види, тоа е на НАТО, лоша релација. за да се одржи тензијата за види. влијание во Ти во Либија имаш намера да се обори Гадафи. Се обори Гадафи? Да. Кога го интересира веќе што се случи во Либија? никој Дали дрога се делува, дали проституција, трговија со луѓе. Никој не знае што се случи. Знаевме што се случува додека беше Гадафи. Така е. Толку е. Не знаеме што се случува ни во Јемен, нити не интересира. Во Египет уште помалку. Еве го па има на Такрир. Протестови денови, која телевизија ги пренесе? 100.000. Ништо. Да не да е предалеку. Југославија е сигурно раштурена како проект, не се раштура држава туку така. 20 милиона луѓе со тогашни 1000 марки плата у просек или барем еден добар каве мајстор и така натаму, Да. не си одат туку така. Треба проект. Као што сега либиците плачат по работни места и нашиот кука посета. Тој проект е завршен 95. Тоа што Милошевиќ се преиграл, па се сакал он да стане шеф на туѓата игранка, тоа е негов проблем и он таа цена си ја платил. Но тоа не е проблем на Македонија, да се вратиме на ова. Ние сме сменили името доброволно, тоа ќе остане историски, на документ, и тоа мора да остане во нашата колективна свест. Дека нашето политичко раководство го смени името на Република Македонија, без никаква присила, без никаква војна и без никакви немири. Дека имавме само македонска радиотелевизија, имавме политичка програма само на А1 телевизија. И тоа не беше кажано дека ќе биде за 2-3 месеца, како што искочи Киро Глигоров, ако ти текнува. Да. И рече, Привремено. Бидете сталожени, овој ќе биде приверено 2-3 месеца, го враќаме името. 17 години не сме го вратиле. Во тоа време, според мемуарите на Киро Глигоров, игра и грчки пари. 5 милиона долари понудени од Фрчковски, според мемуарите на Киро Глигоров, Ама не ги за прифати. да го смени. Ние не знаеме дали ги прифати. Он вика дека не ги прифати, Ама нели? пари во Грција не се вратени, негде останале. Тоа е интересна работа и тоа сакав те прашам. Види, работата Може за која ги вратил Грција- човекот поштен, куферчето. Па на кого му ги вратил? Никад не дал изјава, ги земав од Петко и ги вратив на Јанко. Него има изјава само дека му се дајане да ги понуди. Пази, работата е извршена, пари ги нема, а сите ние криви зашто името е сменето. Што значи Македонија е држана во една хибернирана состојба на полусвест тоа време, без слободни медиуми, без невладин сектор, бидејќи само Милчин го има. Милчин е функционер на СДСМ, од тогаш па натаму долг низ години. Имаме А1 формиран од луѓе на Црвенковски и на Љубомир Фрчковски, донесени од МТВ, таму развивани со пари кои никој не знае од кај се, а претежно се од Сорос по тоа за опрема. Имаме една состојба каде што народот луд е безбунјено и не знае што се деша, не знае што кој крај да фати. Јас се сеќавам тогаш, по комши, кога разговарав, луѓето им затвара фабриките у Кисела Вода, кај што живеа татко и мајка ми, живеа, сега се починати. Значи, таму остана сите луѓе без работа. Тоа е работничка улица, Димо Хаџидимов. Таму живеа народ кој работеше у Црвена звезда, у погонот на Алколитка Чешма. Тој тип фабрики, од денашка останаа без работа. И ја ја гледам, никој не застуе, никој не се буни, никој не се жали. Па они беа убедени. Човек Боже од Бетер. Ама дали ти е јасно зошто они го зборат тоа? Зошто никој не се буни? Зошто се голта? Нема кој да ги поведе. Не, затоа што се убедени дека заради тоа, ја ќе ти кажам, жена која едва и работеше и која од трафика, оние на тутуни беше избркана од работа, Киро Глигоров, па би викам без работа остана. Да, ама мир го зачува мирот во Македонија. Мирот го продаде, он не го зачува. Го продаде со нашите фабрики, го продаде со собствениот ќар кај себе во партијата, на неговите, ние го плативме мирот со работни места. Само што не знаевме дека се тргува со нас. Тоа беше проблемот. Значи, јас се разбирам. Разбирам некој да искаше да гласа за било кого. Оние кои се останати без работа, без права, без ништо, лично од Црвенковски, не можат никако на своите деца дома да им речат да им продаваат етика, морал, углед, општествена одговорност, а они гласаат за тој, од кој добиле по прсти, останале без авторитет дома, не можат на децата школа да им платат, не можат да искречат на време, не можат да одат на одмор како порано и така натаму. Да. Па барако не друго, демократски, казни го тоа што е. Тоа е причината. Значи грците, Што ти е поентата, да? грците воопште за мене не се криви. Тоа е наш пријателски народ, според мене. Тоа е народ кој јас ми е еден од најсимпатичните на Балканот. Тоа е моето право. Затоа што сме сме слични со менталитет. По многу работи сме слични. Од храни, менталитети и се. Но јас знам дека у моите 50 години
Ја не се сеќавам некад организирано масовно. Значи, збориме од политички причини Македонец да бил тепан, претепан или убиван, како што тоа го правеше Учек во 2001 во Македонија. И не сакам воопшто да правам компарација, дали нас ни се Учек поголем политички проблем или Грци. Грци не ни се никаков политички проблем. Ние си го ставивме тој проблем, им дадовме шанса преку тоа да диктираат своја политика на Балкан и сега некоја друга генерација, не само партија, генерација треба да го извади тој костен. Значи, пак да те подсетам, ако твојот брат ја изгубил куќата на комар, на коцка, братот бркај си го, нема да го бркаш лихварот. Лихварот од тоа живее. Сакаш ли да ми кажеш дека, ајде сега, најрадикалната може би да ја спомнам, дека високо мотивиран народ, кога ние би биле единствени како што е една Куба, која 50 години и дава отпор на Америка и не може да се случат таму промени онакви какви што Америка посакува, затоа што народот е унисон и едногласен, кога и ние би биле такви, ние не би ни ги примале овие притисоци од Грција, сакаш да кажеш? Ние сме понова демократија. Добро. Ја знаеш како сакам да се споредам со демократски земји. Океј. Јас сум сакал Југославија како политичка и социјална творевина, но не сум сакал да има комунизам. Сум се надевал дека можеби ќе успееме да сочуваме таква успешна држава со друг политички систем, не сме успеале. Како Кина што си направи, на пример. Па добро, Кина е најрадикална, ама еве, има и други. Мада федералните држави ги униште, остана само Велика Британија од попознативе, таа не ја уништива. Али друго ми е поентата. Значи, ние имаме тазе формирана демократска свест. Океј. Се уште нема општествена и политичка одговорност. Тек нова генерација, како што мојата керка од 28 или синот, треба да има логика дека политичките партии не се Реал Мадрид, Барселона. Па си навајаме за Реал Мадрид што ќе да се деси. Вчера гледам за Звезда изгуби завчера 3-0 од Војводина, остана 4000 луѓе на стадион, дури не им изгаса светла и кога ги изгасија светлата навиваа за Звезда. На 3-0 изгубена утакмица. Тоа можеш у фудбал. У политика одлуката дава одговорност. Не само за тебе што си гласен, за тебе и твоите деца и нешто не гласен. Сите ги трпат политичките последици. У политика важи што ми даваш за да ти одам глас. Важи трговија. Тоа значи збориш, ама збориш за висока свест кај она не висока, просечна, како Унгарија, кај она средна класа, кај она средна класа неопределени. Јанко и најниска. Ја имам дома луѓе со кои се среќавам. Сега имаме бесплатно здравство. Никога сме немале. Никога не сме немале. Не зборам од пред бивша Југославија. Значи ние од Црненковски намо немавме бесплатно здравство. Зборам основни здравствени потреби. Сега имаме. Ако имаш таков тип проблеми, мораш да мислиш кој ти го дал. Не ти го дал, тоа е рушна релација. Кој ги создал условите, пошто он не ти дава, не тоа него. Значи кој ти создал услови за тоа? Ти си сега земјоделец. До вчера си дремел пред куќа, попи 2 пива, дојди шамареа жена ти дома, сите ти се криви. Сега имаш субвенции. Ако нема субвенции, има шанса да ги добиеш. И сега не можеш да ме убедиш ти како ќе гласаш против оној што ти овозможил или создал услови за добивање субвенции. И да идеме така сега поред. Сега, ти не го казнеш овој кој ти го продал името, политички да го казнеш, со не гласање. Не го казнуваш што ти го продал знамето, не го казнуваш што избркал мајката и татко ти без работа. Ти си навијаш за него како да е Реал Барселона. Па навивај се. И не се праши зошто на Македонија не јоди. Не јоди затоа што ти си крив, како гласач. Зашто не ги диктираш промените, туку ги примаш и трпиш последиците. Тоа е разликата измеѓу развиена демократија и оваа другата демократија, каква што е нашата во развој. И затоа сите играат мајтап со нас од крупни политички фактори. Затоа што он низ 20 години имало дека луѓе, има експерти попаметни од тебе и од мене кои гледаат социјално однесување во рамки на еден народ. Како трпи притисоци, како трпи етнички проблеми, како трпи економски, како трпи провокации, со кој сосед како стои, така натаму. И они не работат као бавча. И ке не работат, тоа им е работа. И не треба да се љутиме. Не се лути на лихварот. Тоа сакам да кажам. Сакаш да кажеш, не се лути на лихварот. Не можеш да не се лутиш на лихварот. Знаеш, и он си има некоја своја малициозна брати, утре и жената ќе ти ја прокоцка. И децата ќе ти ги прокоцка утре. Така. Ако ја прокоцкал заедничката куќа, за да му дава да шверцува и да краде, ќе ти ја продаде утре, тоа што е твое. Колата дури овдека ти седиш на емисија, так со резервниот клjuč ке рече, ој лопов брат му ми ја даде. И тука го лоцираш целиот проблем. Кога ние би биле единствени, едногласни јас сум работел 4 години во Словенија, да ти кажам. Сега гледам Словенција. Дека грците не би можеле таков притисок да не направат? Апсолутно. Види, и дека е тоа само исклучено затоа што
Значи, во Зошто? таква ситуација, кај што Добро. се продава државен интерес, Добро. треба да има опозиција. Добро. Опозиција Љупчо Георгиевски, кој така случајно, од оваа перспектива на коалицијава сега Океј. што помеѓу Љупчо и Бранко, едно е јасно дека они еден со друг се држеле. До кога? До ден денеска. Од кога? Од денот кога Љупчо Георгиевски даде оставка неговата партија во влада, значи без никаква причина за да Бранко добие власт 92 година. Тие се повлекоа со Клјусев. Иако има множество во парламентот, дојде Црвенковски. Никој до ден денеска не му е јасно зошто. Се повлекува тоа. Да, зошто? Да. Без избори. Без избори. 92 си се повлекоа, Бранко се дојде на власт. И остана сам 94-та. без опозиција да прави што сака. 94-та, не, тогаш имаше опозиција. 94-та има нови избори. Да. Георгиевски вика, ние напуштаве избори, Да. го остава 100 и кустур луѓе има само во парламентот, опозиција нема. Па тоа сега, зборам. Георгиевски добива алиби, божем, алиби. Ја не бев во парламент, ја не гласав за ова, не знам ја што се дешавало, а што не искочи на улица. Што не му ја преврте колата. Што ја направи нешто. Да покажеш револ дека ти си за одбрана на тоа знаме и си за одбрана на тоа уставно име. Да му кажеш што имаш право да се откажуваш во еднопартиски парламент Малтене од Иве Република Македонија. Не, он си ќутеше. Кога Латас, Бузлевски ќе ти биде бити гостин. Не, кога опонира- Бузлевски ќе ти биде гостин. Добро. Слушам денеска во Ресен ќе ја води од играта и му посакувам успех. Соло. Му посакувам успех, ја го Ако не е поштавам некој маневар Не е он тако прљав играч. за да Он, да ако игра, привлече игра, ако не гласови игра, не. од СДСМ и од ВМРО. Не е, а? Тој Бузлевски Добро. не е. Добро. Ако победи, ќе се победи, ако изгуби, ќе честита, памти што сум ти кажа. Праша го Бузлевски кога ќе дое. Дали постои ситуација у која у еден хотел у Скопје од една градешна фирма од Љупчо Георгиевски се побарани пари за да биде мирен. Љупчо Георгиевски шеф на опозиција. Љупчо Георгиевски побарал пари. Така е. Од СДСМ за да биде мирен. Тоа е времето кога се продава името. Тоа е времето кога се продава знамето. 2001 Ова ги се многу видовме. тешки обвинувања. Праше го Бузле. Ако он ти демантира, ја ќе ти давам деталите. Утре вртам кој Бузле. Значи, 2001 година дојде војната. Се случи истот. Се случи истот. Љупчо Георгиевски после војната стана најбогат човек во Македонија или меѓу најбогатите од еднаш. Ништо претходно немал, али денеска живее со години во странство, со многу пари, кои се од некаде дојдени. Така. Црвенковски му беше коалиционен партнер у влада. Војната ја загубија. Подпиша капитулација. И сега ни трпеме последица промена на устав. Така, Океј. така наречен рамковен договор. Добро. Кој го трпеме ние денеска, они двајца го подпишале. Црвенковски го подпишал 94-та, 95-та името, знамето и така натаму. Исто тоа го трпиме. И ние денеска повторно имаме луѓе кои ќе гласат за Љупчо Георгиевски и Црвенковски овој пат, прв пат у пар. Прв пат у пар. Барем јавно го направија тоа. Јас поише ги почитувам. Овие од СДСМ, бидејќи СДСМ е голема партија, некој пат може би во мнатото и сум гласал за нив. Локално ли е, презателски избори и така дај. Значи, поише ги почитувам овие од СДСМ, кои се двојат сега на независни листи по општини и викаат не гласам ја за Љупчо Георгиевски. Ако треба, ќе идам со листа, ќе ги добијам гласовите, ако треба, ќе ги подржам после тоа, ако го сменат Бранко. Али ја за Љупчо Георгиевски не гласам. Да се вратиме на она што е суштината. Дека грците и натаму ќе не блокираат. Ама ние се натаму блокираме, ја знаеш блокираат. како него сакам тој термин грците, они добиле шанса формално да не блокираат. Ние се блокираме. Добро, ако се променат работите, еве, 6 години е ВМРО ДПМН на власт. Води една здрава, нормална, разумска национална политика за националните интереси, национална политика. Значи, зачувување на името, зачувување на идентитетот. Груевски е многу тврд по ова прашање и конзистентен. За 6 години бил 4-5 пати гостин кај мене. Тоа што го кажал уште првата година, ама не сменил ни една точка. Сакам сега, еве, 6 пати добиваат на разни избори. Од тие причини не верувам дека ние денеска ќе добиеме датум за преговори. Затоа што не се создадени меѓународни услови за тоа, зашто Македонија не покажала доволно единство, се уште СДСМ ги буши гумите на државата и Гркот нема причина да го направи тоа. Ама чекај, Гркот се надева дека Црвенковски ќе се влати на власт. Постојано губи. Сите анкети покажуваат дека лошо стојат. Да. И наредниве дека ќе ги изгубат. Све. Муриньо, денеска му вика дечко спреми се да си одиш. Муриньо, знаеш што е тоа? Тоа е за Црвенковски, рецимо е негде веројатно на Шкендија, тренер. У таа класа на Реал Мадрид. 11 бода му бега Барселона и вика доста ти е.
СДСМ. Доцниш со Веста. Знаеш, СДСМ, испадна. дека во јуни ќе се оди. Не, Муриньо ја пуштил таа патка, нема везе. Не да поживо, не е така. Имаше Не, на а? BBC, не. Добро. Само не било јануар, било јуни. Тоа е разликата. Муриньо се оди после 3-4 пораза у шпанско првенство, кој позади себе има славни успеси, шампионска и куп, а Црвенковски го држат во СДСМ зошто? Затоа што дечкото е потписник на сметката на СДСМ дома и во странство, на пари кои се и познати и непознати. И еден добар затоа кредит што и хипотека. Хипотеката ми ја држи зградата нон-стоп кај своји пријатели, и ако ме смените зградата отиде, и затоа што они си се довеле у ситуација да се зависни од Црвенковски. Зашто? Затоа што тоа што го правиш у својата партија, тоа го правиш у целата држава. И сакаш да кажеш Новој дека, дај му тендер. дека и не му е гајле дал ќе добија на избори или не, он важно си ја има фирмата. Како ќе ја сменат? Ај објасни. Ако ги изгуби Добро. овие избори, Ќе ги изгуби. Ќе ги изгуби. Добре, како да не ги изгуби? Нема тоа да предизвика незадоволство во партијата и притисоци за Види, преврат. смена во партијата е формална работа. Треба да се состане ЦЕО и органите на партијата да предизвикаат смена и да побараат смена. Или конгрес, кој тоа треба да направи. Тоа се луѓе пола, повеќе од пола, тоа што ја го знам, се под негова директна контрола и луѓе кои имаат интерес он да остане. Бидејќи ги задужил, па и уште ги задужил. Значи, кој ќе го изгласа не? Да го сменат. А да влезате на сила да го фрлат надвор, тоа не е демократски. Ја не посакувам ништо. Тоа Љупче Георгиевски сакаше го направи кога доживеа во партијата на Еве Бучковски отворено веќе му се спротивстава. Види, Бучко ми е генерација, го поштам многу. Зашто се насмеа? За кого го спомнав Бучковски? Кого не би имал едно-две мани, ја би бил за него како иден председател на СДСМ. Знам кој тоа. Добро, ќе ги кажеш? Првата мана му е не е тимски играч. Тоа е сериозна мана за политичар. Тоа е првата. И втората политичка мана, зборам, не е конзистентен. Значи, не знае да тргне, да одбере точка до која сака да стигне, да побара луѓе и методи за да го исполни овој пат. Може да те пушти на сред пут. Не е од лошо, не, едноставно се предомислил, се уплашил така натаму. Не е да се подпреш многу со него. Инаку има и политичко знаење, и години, и образование, и се, кој може да го направи тоа. Но нема да го направи Бучковски. Ќе го направи некој веројатно што ние во моментов него не знаеме. Барем ја и ти не го знаеме, таму сега само се го знае. Ако го направи. Ама тој ќе мора на СДС вака да им каже, дечки, 6 месеца, година може да немаме ни зграда. Ќе ни ја земат од банка. Може да немаме ништо. Ама ќе имаме партија. И едно 200.000 гласачи посети нас етаблирани и уште 100-200 ако успееме кои ќе ни се приклучат. Тоа го имаше и Груевски. Па Груевски кога го менјаше Љупча, едно време не му даваше Љупча да влезе у зграда, беше на улица со партијата. Кога ги брка по панорама со рекетариве на Хари Костов и на СДСМ од Битола, собрани и од Прилеп, беа 10 на 100. Ама беше упорен. Имаше тим и конзистентен. Ова ќе го направам, довдека поаѓам, довде ќе стигнам. Ја ќе стигнам, а кој ќе стигне со мене, мислете му е вие. Тоа го нема Бучко. И затоа СДС не може да успее. Дали последиците се веќе едноставно не можеме да влијаме? Ајде да речеме во најдобар случај. Можеме да влијаме, види. Јас се осеќам прозван да влијам на состојбето СДСМ. Не. Кој ќе би го земе право? Латас. Ја не сум од ВМРО, или не сум од либерална партија или социјалистичка. Јас сум граѓанин. Значи, збориме сега. Партијата си се средува колку толку и така натаму. Се остануваат СДСМ, да речеме. Добро. Се збориме се афективно, мене ме интересира, бидејќи си образложив. Сега мене ме интересираат последиците кои ги кркаме и кои ќе ги кркаме и понатаму. Значи, иако ВМРО ДПМН добива поддршка на сите избори и легитимитет од овој народ да продолжи со таа политика, тоа е непромена на името, зачувување на идентитетот и X други работи кои се помалку и значи и така натаму, но дали и да дојде до промена во СДСМ и да дојде до некакво обединување, да речеме еден заеднички именител што се однесува до национални, ама искрен
искрен да биде, значи да не им лепи ручето, што викаш ти, да не им лепи ручето од грчето кој ќе дојде да пафта, туку да останат конзистентни за бидејќи народ ќе го цени тоа. Сакам да кажам, дали ние лепењето рука е на нервна база, како ти обяснам тоа. Не, види, имаше паралел зашто руинираш муавето. Зашто странски инвеститори не доаѓале во Македонија под времето на Бранко? Зашто се вика, доаѓа странецот се поздравија, после тоа ги број прстите. Леле, отров се. Сакам да кажам, дали кога би се сменила таквата, еве да речеме, политика, значи целава вина околу приказнава што Грциве ќе не блокираат до сега, е затоа што имаат овдека своји луѓе, оперативци, политичари кои работат. Има новинари. Зашто ги рипаш Дуи? Како? Зашто го рипаш Дуи? Не, така, во ред. Да, и они се извини. Еве јас сега ти кажам дека Дуи кога беше опозиција, јас бев у Грција. Тоа е она време кога Грција имаше промени во неа демократија, кога паѓаше оваа, како се каже, жена, и се среќам со грчки новинари таму седиме, и сега доаѓаат бизнисмени и ми викаат, два политичари, функционери на Дуи, доаѓаат и се дружат со грчки политичари, со социјалистите у случај, а Пандареј кој пота беше и премиер, под форма на трговија со шеќер се тргува со свашта. Дали е случајно, ја да те прашам. Ние сега имавме од Грција најави, пошто американци ја притисна, европјани ја притисна, зашто треба да бидеме благодарни и на другите. Што притисна? Да грците го омекнат ставот. Арно, ама? И да бар преќутат, не стават вето во датумот да го сочуваат правото за после. Дали е случајно, кога год Македонија да добие шанса, ние имаме етнички немири? Дали е случајно? Не. Зошто не ги имавме пред 6 месеци? Еве да гледаме како се грчкава теза. Што каже од Грција за задниве 15 дена? Понатаму не се сеќа. Да кажеме дека не се сеќа. Вика вака. Македонциве ќе ги нема, првен ќе ги снема на внатрешен план, ќе се изедат меѓу себе со албанците, а ако и преживеат, ќе дојат измасакрирани, понижени, сиромашни и нас ќе ни бидат тука спремни да ги дотепаме. Така. Се иди вака. Не добива Македонија име. Не добива НАТО, не добива Европска унија. Мислиш, не добива име, не добива датум за преговори? Да, не добива членство во Европската унија. Добро. Не добива членство во НАТО. Добро. Груевски со пар синхронизирани малце етнички, малце од СДСМ доиграни работи, добива насилно соборување и ние продолжуваме дале. За 10 години ние ќе имаме пораст на албанско етничко население плюс прираст, ако дојде Црвенковски од Косово, од Албанија све, низ форма на регионално здружување, што ние веќе видаме. 150.000 државјанства што ги дадоа. Тоа што Љупчо го каже, да. Тоа Љупчо го каже пријателот него. Ја морам верувам. И сега види, кој има интерес да ја снема македонската нација? Кој? Кој ќе остане у Македонија и кој ќе ја води како своја држава ако ја снема македонска нација? Сите други што се тука. Нема сите. Сите други што се тука. Нека пријатели, нема сите. У Македонија има 2,5-3% Срби. Така. Нека има 2-3% бугари. Океј. Има некои 4-5% турци. 4-5% роми. Ниеден од овие не може да ја води државата како етничка. Албанци има 25, за 10 години може ќе има 30%. Добро. Македонци нема. Ама добро, ја и ти ќе екзистираме у тоа. Нема да бидеме македонци. Ако живееш у Тетово, ќе бидеш таму. Ако живееш у Штип, ќе бидеш македонец, ќе се измешаат работи. Земи го Косово како пример. Не ти треба ништо поеш. Многу лесно. Како што македонци, муслимани или турци ги натера да се попишува под друго етничко, под друга етничка назнака, дел од македонците кои останат сами, без своје раководство, без своја етничка заедница, ќе турат фест на глава на времето. Па ќе туриш што да прави. Не може да го судуваш заради тоа. Ти не го судуваш овој што ти ја продал државата, го судуваш овој што турил фест, па ќе тури да спаси главата. Прашање зашто гласал за овој, тука почнал проблем. Фестот доаѓа на крај. Види, и онда кој тука ќе каже ние сме најбројни оваа држава? Океј. Латас, наша е. Еве сега што покушавам да ти поставам како прашање. Што кажа председателот на Албанија само види. Добро. И само следи го тоа. Премиерот. Сали Бериша е премиер. Ке идеме сега на 100 години од независноста на Албанија. Ама само ова објасни ми го. Дали ако дојдат позитивни промени во СДСМ на луѓе кои нема да дозволат, дали ако ние имаме, дали ќе се смени тогаш ситуацијата во врска со нашава
Утепа главата. Колега, внимателен ве молам. Да не треба ит на помош. Ќе помине. Ќе му помине. Дали треба тогаш тогаш ќе се смени политиката на Грција кона? Затоа што неки има политичари кои ќе ги подкупува, неке може да Математички, влијае. Или веќе штетата е направена и они сега можат да не држат у статус кво додека им е волја. Ако не може да ме разбере дете од пето оделение, ја мислам дека не сум во право или не сум нашол прав начин да образложам. Затоа може ли едноставно, не ме тере како фрчко да се употребам со туѓи странцизми, со туѓи цитати, латинизми и така да кријам собствениот немање идентитет. Јас сум латас, изборам како латас и го кажам следно. Математички, ако СДСМ добие ново раководство, тоа ново раководство ќе мора да се докаже пред јавноста за да победи на наредните избори. На таа јавност нема да и се докаже што каже Груевски нечи да го плюка и тоа сме веќе видено 6 пати изгубени избори. Ќе мора понуди нов концепт. Не може да биде полош од Црвенковски. Осем Сарад Мошикерес како изберат. Што не верувам. Значи, не може да биде полош. Ќе дојде нова генерација. Таа генерација ќе седне со Груевски или со ВМРО и ќе каже, види дечки, по вие 3 прашања немаме конфликт. Кој е тоа прашање? Име, територија, нација, тоа е тој тип. Друго ќе го уништиме. Што е фер. У тоа ситуација Грков ќе го изгуби докажаниот домицилен негов играч Црвенковски. Ќе мора он да ја менјава политиката, бидејќи овој ќе му биде нов и нема да сака брзо да се продае. Знаеш зашто? Пошто нема мотив. Црвенковски имаше приватизации, имаше ујдурми 300. Но што би влијаело тоа врставот на Грција да не блокира? Управо ти го кажам тоа. Грков сега има свој играч унутра. Океј. И знаеш зашто? И кога ќе нема? Ќе мора да се менјава и он. Зошто? Мора бар нови политики, зашто овој ќе искочи со теоретски збориме. Со Груевски ќе каже, ние сме две партии, овие ќе ги бутнеме од власт, но за Гркот му порачуваме ова, на другите ова, на трето ова. Ова е националната политика. Како што прават Хрватска, како што прави Словенија, Бугарија. Само ние не го правиме. Така е. Само ние не го правиме. Затоа што имаш играч унутра. Кој ти е спремен за додавки, за придавки, за виткање кичма? Он е спремен за све. Нема, unlimited е тоа. Unlimited. Sky is limit. Што значи, Гркот има играч, нема причина да менја политиката, треба американците стварно му најдат некоја причина која ја не ја знам или ние не ја знаеме, за он да попушти, но за тоа пак мора да ја спреми собствената јавност да го проголти. Пошто кај Грција исто многу високо дигната топката, и он се како што му каже преку ноќ одеднашка, бе види што да правам. И покрај оваа криза, мислиш дека ние како тема би биле толку многу кога они би ни дозволиле да почнеме посензибилен народот. Но кризата е погладен, кризата е понервозен. Ако му даеш причина, ќе дојде тоа обес. Кога е богат, можеш ти да му провалиш све. Кога е сиромашен, тешко. Кој сега смео Грчка да се рчка, таман ги смирија малце од протестиве, да му даде нова шанса да искочи на улица. Латас, еве да речеме си во право во аналитика. Ги образложува ставовите. Она што мене не ми држи вода е во целова приказна СДСМ како внатрешен играч. Еве, дури да ја сменат политиката, искрено. Албанците се... Ние збориме за математички и едноставно докажливи факти. 95-та се ја направил целата ујдурма, се ја изгубил куќава на коцка. Ничим изазван. Ни војна у Македонија, ни граѓански немири, ни пукање, ни бутур. 5 милиона на маса и куз знае колку под маса. Шверцови со цигари, шверцови со нафта. Приватизација, Петковци, Јанковци, твој зима, доаѓа овој ти вика смене го името, ќе мижиме. Го менјаш името, мижат. Мижат. До 98 си раат на власт. Дојде Љупчо, 98 ќе го беса Бранко, ќе го апсе и скрада државата. Дојде ништо. 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 2001 дојде, заедно бутур направи. Од СДСМ ги гонат за криминал по еден основ, од кај Љупче ги гонат криминал за време на 2001 по друг основ. Сега дури генерали, не пази кој е абсурд тоа. Стојанче Ангелов. Еден мрачен типак. Сега, со Бранко Црвенковски, кој ги навредуваше дека биле животни од, како се вика, зоолошка градина, ако ти текне, и со Љупче Георгиевски. И кој масовно ги апсеше. Да, кој загуби војната како оперативен кадар, а овие двајца, Црвенковски и Љупче Георгиевски како политички кадар, сега они искачат на избори и викаат, видете, ние сме бранители, поддржете не. Зашто да те поддржам? Ја доби војната? Зашто да те поддржам? Заради патриотизмот што го застанале на браникот на татковината, кога било најпотребно. Се ја изгубиле војната. војна. Ангелов ли застанал?
Па да, он беше и ранет. Кај бил ранет? Он е неколку пати Каде, ранет. у која акција, у што? Да. Колку луѓе има ранети? Колку луѓе има без куќи? Колку луѓе има све? Им даде владата на ВМРО привилегии кои Црвенковски потоа не ги спроведе и ги поништи. Дори им ги земаа парите со камати. И ги земаа парите по судови со камати, ги влеча по куќи. И сега на кои бранители Црвенковски, Стојанче Ангелов и Љупче Гергиевски барат гласови? По кои бранители, жите се? Па ни готовина, бе, човече, у Хрватска не ќе се бави с политика, не Стојанче Ангелов. Латас, ќе продолжиме. 100 години независност на Албанија и влијанието кај нас и во регионот на албанците, но веднаш по рекламите, знаеш како е. Ајде. Одиме. Повторно во живо студиото на Јади Бурек на Сител 3, Драган Павлович Латас, гостин во студиото. Латас, дојдовме сега до оној момент, сакам да поразговарам во врска со 100 години од независноста на Албанија. Албанците го прославија тоа, морам да кажам, многу спектакуларно и невидено за овие простори, барем кај нас. Значи, со знамиња, со прослави, со тапацирање на градот, стварно го направија црвено, црни и така натаму и така натаму. Искрено да ти кажам, во еден момент им завидував, затоа што ние многу ретко па сме направиле кога... Зашто да се завидуваш? Тури албанско знаме кај тебе на тераса и ќе Не, зборам за зашто ние македонците вака не ги прославуваме нашите. Добро, зашто бугарите не го прославуваат? Зашто англичаните не го прославуваат? Зашто италијаните не го прославуваат? Кој го прославува Европа? Знаеш некој друг? Кој? Па нема. Нема. Добро, што е поентата? Види, по тема. Реченицата да ја запамтиш, и денес објавена вчера. Колку реално народов има право, бидејќи се јавуваат кај мене цела недела, беа реакциите. Дури насилно морав да ги прекинам, бидејќи само исклучиво за тоа се збореше. Народов е уплашен, дека сево ова е окупирање на територии, дека е сево ова. Иако Али Ахмети рече, ние ќе застанеме до нашите сограѓани македонци во заштита на нивното име и идентитет, затоа што овие народи и така Шо подугачко Гркот ја држи Македонија ваква, толку поише Али Ахмет има шанса да стане председател на Македонија. Тоа беше преска, што го кажам. Значи, ќе почнеме една реченица, би се трудил да завршиме со неа за не многу време. Денес објавено, вчера Бериша, после сите овие заебанци, дава интервју за Анатолија, мисли че. И вика вака: да, ние го направивме тоа што го направивме, американци го удрија по уши, и тоа прилично грубо, и на прилично груб начин, јавно на прес, да не забегува, да не претерува, дека тоа е мртва политика и да не добива амбиции. Европската унија на неколку места му кажа нешто слично, не така грубо како американците, што за албанците е голем вака исчекор назад и новина на амерички прес од американска влада да добија таква шамарчина. Тоа е ново за нив. Но он после сето тоа денеска каже, вчера денес пренесен. Со децении вика албанците на овие територии беа потценувани. А сега сите не се плашат. Тој смета дека таа политика е успешна политика. Па еве го, Тачи исто иде со истата политика, ќе забранил да се пее македонско девојче. Не ја видов на девојче. ниедно друго место освен на тој сајт. Треба да прочачкаме дали постои. Не е до толку одлепен Тачи. Но да видим. Да видиме. Ипак еден човек само е чул, а настанот бил ја. Идеме се понатаму. Ќе почнеме од оваа реченица. А сега сите не се плашат. Што он го смета за свој политички успех. Значи, он никогаш не бил политичар. Он бил личен лекар на Емер Хоџа. За кого збориме? За сегашниот премиер на Албанија. Океј. Што значи он политиката гледал од Бериша. Он политиката гледал од трета рака. Ке седне па ќе чуе нешто и така натаму. Не е школуван за политика. Нема генерички раст во политиката. Македонија прави се на албанците во Македонија, а особено во Албанија, па и на Косово, за жал по мое, да им покаже дека сме ние нивни пријатели. Значи, иако Албанија е единствена држава од соседството, Грција е исклучувана, од регионот, од Турција до Австрија, која се уште не ја признава Македонија под Република Македонија. Со кое право ти се лутиш на Грција, кога тебе Албанија те вика се уште фиром, официјално. Ни Србија, ни Бугарија те вика, ни Чешка, ни Словачка, ни Словенија, односно, ни Хрватска, ни Босна, ни Турција. Грција и Албанија не викаат фиром, добро? Така е. Албанија и Грција свој причи. Грција те вика фиром. Значи не те признал кој Република Македонија. Од друга страна, ние го признавме Косово, загрижувајќи ги односите со единствениот наш сосед, со кој нема ништо државно спорно.
свесно го направите тоа. За Атер на добар соживот со 25%, ако пописот каже така, и за отварање можност да се продлабочи политиката со САД и со Европска унија која беа протежеа на независно Косово. И јас тука лично не се слагам, но мојот премиер и председател на оваа држава и мнозинството граѓани сметаат дека така, јас се согласувам со нив, односно сум спремен таа одлука да ја прифатам и испочитувам и спроведам. Сега, доаѓаат 100 години албанска независност. Види, Грциве, Бугариве и Србија има 200 години држава. Па нигде од соседниве држави не го прават тоа што го прават. Не навлегувам во мотивите зошто толку агресивно се експонира нешто што е твое лично и кој треба го подели со комшија. Па вика дека е тоа обележување територија. Тоа е и несигурност од друга страна, а и обележување територија. Што викаш ти да го тапацираш цело Скопје со албански знамења, значи да покажеш дека е наш. Добро. Да создаваш клима во која ти не смееш да се појавиш у Чаир, бар не се појавуваш на места сите, а особено не во Рачиново и околинава, Кондова, например, тиеш на кафе, у Кондова или у Сарај, село Сарај. Имаш тинејџери, знаеш како е и каде смеат да се движат. Тоа ти е смеат многу през добро града познато. само. Така. Сега, И во автобуси ако ти на одредени линии. Ако ти создаваш атмосфера, да било кој албанец може да седне у Далметфу, у Галија, у Малија, било каде, не е битно, а да ниеден македонец не се осеќа сигурен на другата страна на Вадар по таквите места, онда имаш проблем. Ама што треба ние да бидеме така примитивни, да тепаме, Не, ни случајно. Види, значи јас со години пишувам. Али Ахмети и Тачи, во случај, имаат одговорност према нивната млада генерација. Они ќе речат лата снечени, што го слушаш него, он ли ќе ти збори. Татко му србир, мајка му македонка, ти си албанец, албански ги слушава вие. Го разбирам. Зашто не им нуди ни работни места, не им нуди ништо. Еве ти знам, еве ти химна, пукај по овој, тепај го по автобуси. Тоа нуди, тоа е најлесно. Мерцедесите кај тебе, парица од джеб, швалерката до тебе, пут за Цири, таму те чека скуп хотел, отиди, врати се, отруги овие со знамења со национализам, али кај тебе е све. И он не прашуе. Ако дојде овој, абе газда пари нема, се боравме за нешто. А он мене бараш пари. Дига телефонот влада, дај пари за овие од учек. Не да даеш ти пари. Влада се да даде пари. Он своите пари не ги да, ни Тачи, ни Ахмети, ни компанија околу него. Пари се упрашени. И моќ. И сега што пред целата енергија, негативно од сиромаштијата, ја усмерува низ знамето и химните, ја усмерува кон македонците. Ама умреа тие години. Македонија има добро сојузништво со НАТО, со Европска унија, со американци. Добро сојузништво со сите соседи. Изузетно сум задоволен за последната порака која приемав од Бугарското министерство за надворешни работи за трите работи кои ги очекуваат од нас. Фер, коректно, ја би ги потпишал со мали модификации, би ги потпишал. Фер и коректно. Тоа значи Бугарите што го побара. Така е. Добро. Збориме за ова сега, минатава недела. Да. Значи, со Грција ја немам спор. Спор имаат они, зашто сега само го одиграл тоа за нив, а уште актуелен овој. Со Србија играме добро, со Бугарија сме добри односи. Македонија веќе не е таа. Македонија сега треба паметно. Мислам дека ја го знам, Груевски знае дека вака ќе направи со тензиви околу знамево. А имаше луѓе што него затоа се плашеа. Не смее да им врати. Не смее да влезе тој филм. Не смее да биде порадикален. Ама луѓето викаат каде е државата? Имаме ли ние закон? Што државата? Што да направи државата? Па не знам, да направи, не знам. Они викаат има ли закон, нели? Законот не дозволувал покрај албанско знаме на официјални, значи не збориме на балкон, на официјални наздани да се мора да се појави и македонското знаме. Кој закон? Па не знам, луѓето го упорно го зборат. зборат. За луѓето да им кажам. Да. Порано имаше кривишно дело кое го третираше ова. Црвенковски го смени, го претвори у прекршок. Што значи на улица и ова е исто. Толку е казната и делото, според Црвенковски. Така. Територијална поделба, на која ја и ти идеме на референдум, 480.000 или 60 македонци гласа против територијална поделба, со која се албанизира Скопје, се губи Кичево, се губи Куманово, наскоро, се губи Струга. Ние бевме 480.000 кои искочеме на референдум и бевме против таа територијална поделба. Бранко им го спакува повторно. Не ја донесов ја, не ја донесе Груевски територијалната поделба. И се што се случи? Има прашања кои не заслужуваат одговор, рече Црвенковски, и пола македонци не искоча на референдум. Па, пријатели, може да се лутите колку сакате на мене. Вие сте криви што ја губиме Струга, вие сте криви
што ја губиме Кичево и што ќе ја загубиме Куманово, а бога ми како тргнало и делот Скопје. Затоа што го спасивте Бранко, ама ги загубивте сите други градови, за кои овде станува збор. И немој да ми се јавува некој од нив, по телефон да ми вика што да направи државата, што да го обеси овој со знамето. Не, да пука како што интервенираше Црвенковски 97. Па не е кривично дело. Прво полицијата нема право да интервенира. За истакнување знамења. Прекршок е. Треба да поднесеш прекршок, на прекршочен судија, 2000 денара казна, 5000, 10.000, чао џаци. Не умееш ништо. По закон за локална самоуправа има право да го прави тоа, они идеа до граница на издржливост, но не и преку границата на издржливост, освен со мали инциденти. Значи таму не се будали алекмети и тачи. Тачно идеја докај што закон им дозволува, често пати до тука со мали инциденти на тоа. Се друго беше политика. Да се обележи територијата, тоа што го кажеш ти. Врзани рацете на полиција, бидејќи се радува за прекршоци, врзани рацете на влада, бидејќи ти имаш закон за територијална поделба, кој Скопје ти го прави двојазичен град. Центар двојазично место. Струга изгубена, Кичево изгубено. Па не изгубив јас Струга. Јас бев на референдум против. Чист образ имам, дигната глава. Сметаш ли кој дека беше за и кој на Бранко му го направи кејфот, дека некои прашања не заслужуваат одговор, сега нека се црвени. Одговорот на сите овие е: што прашувате, пријатели? Зашто полицијата не искочила со тенкови да ги руши знамења по пуштата? Да. Така? Да. Тоа ве прашувате? Да. Може да одговорам? Може. Некои прашања не заслужуваат одговор. Што би рекол нивниот Црвенковски, кога тие го поддржаа на референдум пред 7 години, и заради кого сега ова сето може да се прави легално. Тука е трикот. Се веќе е направено легално. Името, знамето, територијална поделба, се веќе некој ти го спакувал. Рамковниот договор, промената на уставот. Не сум људ на ниту еден албанец, освен оној што е насилен. Тој што дига рука, тепа деца, се заканува, крши. Тој ќе се одговара, брат, нека си иде во затвор као сите силеџи и лудаци. Но тие што изнесува знамења, не можам да им се љутам. Ме нервирале, точно е. И мене. Сум се осеќал понижен, провоциран, сум се осеќал, но сум граѓанин и легалиста, знам што ми се правата и сум се го истрпел тоа. Да Груевски влезеше у филмот, да ги надмене своите овластувања и да делува по емоција, а не по закон, денеска ние немаше да седиме овде. Тоа беше нивната идеја. Северно Косово, Србиве преговараат за поделба. Таа е речиси сигурна. И нема бегање од тоа. Дали ќе биде сега, дали ќе биде за година, 2 или 3. Пази, у Бујановаc и Прешево, на сред српска територија, Србија нема ни 2% албанци денеска. Има споменик на УЧК и знамења. У сред Србија, условно речено, јужна Србија. Зошто Србиве, кои има тенкови, војска, полиција, 98% у таа држава, апропо или контра албанците, не го направија тоа да тира сила, да го сруша споменикот, што не може. Па ти има 10 пати поише полицајци од нас, а 10 пати помалци албанци. Зошто не отиду они да се тепаат? Зошто? Затоа што се преговара за Северно Косово, за поделба, не им треба инцидент. Албанецов му треба инцидент. За да не го даде Северно Косово, за да настане хаос. Латас. И да имаме нови заебанци, и да имаме нови УЧК, и овие кои не ги нарани Лали Ахмети, сега да ги фрли у огин, сега ви е шансата, тоа што не го добивте, сега ќе го земе. И ќе обраниме Северно Косово. Тоа е приказката. Македонија, за среќа, не влезе тој филм, ќе беше многу опасно. Немој да мислиш дека на Груевски му било свеедно. И он е човек, и он е македонец, као што си ти, ама он има поголема одговорност. Неговата љутина може да произведе хаос у цел народ. Твојата може да произведе хаос дома. Тоа е разликата. Латас, ми интересира сега конечно едно, околу целој наши преговори, НАТО, ЕУ, името и така натаму. Веруваш ли дека американците кога искрено би сакале тој проблем да се реши, дека они не можат да ги примораат, натераат, ги сконтролираат? Извини, да ја довршам реченицата. Грците и албанците и тоа да се реши. Ама ние па идеме по наша логика. Да, по наша ние сме логика. се навикнале и Србиве, Добро. делумно, Бугариве и Румуниве нешто, дека американец Некој може друг се. може, Не, посебно да. американец. Ама реков ја и на почетокот. Високо мотивиран народ не можеш Види. да го. Ние кога би биле единствени, едноставно не би можел да не На Грк не може да манипулира. му го наметне тоа. Зошто? Единствени Затоа се. што е народ. Вака ќе направи милион. Затоа што е 95% една религија, 90% еден народ, зашто крваво платиле за својата држава, зашто кога турците ги протерувале 20-тите
од Измир, од времето кога е Аристотел, богатството на станото, како 16-годишно дете избркан и протеран, Оназис, извини. Значи, од тоа време... Точно, Аристотел Оназис. Да. 2 милиона грци се протерани од Турција, 500.000 умираат од глад по пат и на самото доаѓање во Грција, од Турција до Грција, 400 до 500.000 умираат од глад по нивното доаѓање, бидејќи над населението нема пари, нема храна, а имаш нови милион луѓе. На Грција која тоа броела околу 6 милиона. Значи 20-25% нови, гладни, бесни, жедни. И така, Оназис бега нели Аргентина, прави бизнис, па се враќа. Он знае што е држава. Он не ја дава. Кај у Грчка, иде у Косово, речи, види, треба со србите да се преговара, да наме заедничко решение, нас ни е битна независноста, што поскоро стане признание Обединените нации, да преговараме за Северно Косово. Па ја мислам дека тој на ОО, последната реченица... Не плаши со муавето, сакаш да кажеш дека ние уште доволно крв немаме пролеано за ова? Не се работи за крв, као крв. Се работи за пут, поминат за да се ја штитиш државата. И жртва. Види, значи, во современа историја... Кои жртви нам уште ни фала? Во современа историја, ние направивме држава 44-та современа збори. Тоа античка не рачуна. Направивме држава 44-та, заедно со другите југословенски народи. Бевме исти по статус со Словенија, со Хрватска и со Србија, кои веќе имаа своји држави во СХС, и ние заедно со црногорци и босанци. Така? Така. И теравме. Додовме, ние на избори си тепаше ВМРО, си дававме власта на СДСМ така. Си дававме имево така. Не зуцна, пиле не претеше. Не зборам за крв као бутање, нош у грб или пукање. Не, збориме за жртва. Збориме жртва, која е и интелектуална, и ментална, и физичка, секаква. И фала Богу што сега од нас не се бара да идеме да гинеме. Види, ти си се... Ама барем од нас се бара малце акал да користиме. Нема потреба во 21 век да гинеш, има сојузи, има технологии, има политика за среќа и у Македонија. Ти си сега холанџанец. Така. Што треба сега ние да направиме по тебе? Треба да падне Бранко да се обединат СДСМ и ВМРО да помине по само две прашања. Затоа што тоа е односите со Грција, односите со Грција, така е. Само тие две. Односите со Грција и толеранција до каде е кон албанските политички и етнички барања. Со кое право може да искочи Тачи и Ахмети да речат албанците се обединиме за Струга да ги избрише македонците? Со и за Кичево. Со кое право? Може ли Црвенковски да искочи со Груевски да каже да се обединиме ние македонците и да ги истиснеме политички албанците од Куманово, од Струга, од Кичево, па и од некои скопски општини? Па човече ќе ги обеснат се бајле. Метафорично. Ако не значи, физички. Овие два се главни генератори на опасноста за македонската држава и македонската нација. Тука мора да има единство помеѓу СДСМ и ВМРО да помене. Не може сега да се направи Црвенковски една генерација, Груевски е друга. Црвенковски еден профил, ово е друг. У СДСМ, дали Гордан Георгиев, дали Павлова, дали има други, неќе уопште никога да спомнам. Има луѓе, ама спомна. они први падна на памет, ама и некои што не ги знаеме, што ја бар не ги знам. Имаш луѓе кои ова го разбираат и кои се спремни. Имаш ли такви, еве, не мораш да ги вади, но имаш ли такви дека некој се намирисува, дека има луѓе кои се таму со влијание, а не ги знаеме ние во јавност? Има, и овие години имало. Одма Бранко го сосечуе. Пак ти кажам, председател може да смениш, да го фрлиш низ балкон, што е немогуќе од 21 век и непотребно. Добро. И второто што е можно, а тоа е да го смениш низ институции. Конгрес, централни одбори и така дале. Тие сите ги држи Црвенковски сам. Плюс го држи имото да не се враќа на Мабуабето, се држи кај себе. А се чуе по телефон дека некој ова, ќе го исклучам, ќе му пуштам новинари од негови медиуми кои ги има поприлично. Добро. Кој бил педер, кој бил курвар, кој бил швалер, кој крадел, кој децата му биле вакви жените, ќе го направам пуздар и ќе се отиде. Тоа е позицијата на СДСМ. Затоа не може да го сменат, што да нема 200.000 гласачи или 30-40.000 членови паметни луѓе. СДСМ е партија која е 60 години. Значи, она што нам ни недостига за да ги политичко единство, политичко единство по основните, барем базичните работи, националните интереси кои ни се. Кога ние како македонски народ би ги имале, многу лесно би се носеле со сите проблеми. Знамиња, територијални поделби, интеграција во ЕУ и во НАТО. Види, ја ти кажем, ние во Македонија има неколку капацитета кои не може да се направат назад. Значи, Кожув е најголем туристички капацитет во моментов дури до Индусов.
Никој од државата, значи не се труди. Индусов вереше сериозна работа? Е, до она што ја го знам до сега е. Посериозно што мислиш, ме е вака срам да ги кажам бројките, кои ги знам, нема да ми веруваат. Не, затоа што не види, има американска страна кожу. стигна некои приказки, нели, токму од овие структури на СДСМ. Бил преварант, бил ваков, бил таков, не чинел, ти реков, ми рече. Па, веднаш од како се намириса, овие работи прво стигнаа до мене. Па Сорос 50 години ја затупуе македонската јавност, зборам Џорџ Сорос, преку Владе Билчин и Институтот Отворено општество, поголем преварант брат у USA нема. Слушај, па и викаат бе, дали вика, слушај, у политика, вика, бар да го смените, разговор го помеѓу Сорос и ти од друга страна. Двајца. Вика, бар да го смените Милчин, да турите друг човек на Отворено општество. Кај се да се менува, Кој вика, како Милчин? можете вика да ви испорача резултати човек 20 години кој не може да испорача. Некад бил пред 15 години испорачал некакви резултати. Чека, он е незаменлив. Он ти вика да се смени влада, ама не менјаете мене. Сорос не е приватна фирма. Ја ти може приватна фирма да работиме 30 години. Газдата одлучува за тоа. Кој може му каже он што ќе прави? Лотас, јас знам како работам. Ако не работам и ако не направам рейтинг и ако нема спонзори, реклами и така натаму, платите ни зависат, ни варираат. Предпоставувам сите ние што работиме у медиуми, а веќе у повеќето фирми фиксни плати веќе нигде нема. Мојата е највариабилна од сите луѓе што ги знам, не само медиум. Значи јас можам да заработам многу и можеш да имаш ништо некој месец. Имало месеци. Имало месеци, не сум взел главата кај мене. Знам ја како ми беше додека дојдов до овдека 5 месеци. Имало месеци, пуно пари. Не знам што. Добро, Лотас, ние влеговме одамна декларирано дека сакаме да влеземе во капитализам и така натаму. А тоа значеше и поинакви односи. А тоа нема. Прашав се за лекари во уводот 15 минути. Да. Прашаве кој човек. Не, ама сакам да те прашам затоа што главниот проблем е јас сум стара курва. И ако ми дојдеш на шанк и нешто бараш од мене, кажи ми, дечко, тоа е тоа. Ме навреди со ова стара. Со курва немам проблем. За оние кои ќе ме цитира да им кажам дека тоа е метафора. Да, не, вика дека си политичка курва. Штета што никој не ги плаќа, ги ебе цело време. Се работи за многу проста работа. Беше овдека министерот за здравство и убаво го образложи. Компаративно човек може да најде примери дека никаде више во современиот свет, освен во Северна Кореја, нема фиксни плати. Дека има. Ама други се методите. Глед, ајде кажи. Дека човек, добро, не зборам дека не можеш ти, како да ти кажам, да имаш помалку или повеќе работа и сето тоа да ти е фиксна плата. Ја разбирам некои аргументи кои ги кажуваат лекарите, но разбирам дека и ова што државата мора да воведе ред. Некаков. Бидејќи не работат сите, не се сите најдобри лекари, има човек кој е способен, му работи мозочето 200 на сат, може 200 врвна здравствена услуга, па тој заслужува да има повеќе. Океј, овој не го бива тоа, ќе има помалку, нема да биде посиромашен, ама овој се истакнува, овој е доктор Хаус и затоа зема раководително оделение, затоа заработува најмногу, така. И сега ме интересира ова со упорноста да не се плаќа по учинок со штрајков. Како гледаш ти на овие работи? Види, значи јас сум пациент. Знаеме дека си пациент. Не, као и сите други сум корисник на услуги на тие лекари. Ма сите сме. Тука не е баш така едноставно. Значи, први додиме од општото кон посебното. Значи, два метода, нели, од поединечното да го објасниш општото или од ова да дојдеш до конкретното решение. Прво, можам да кажам свое мислење. Јас сметам дека лекарите имаат мали плати. Точно. Во однос на суди, во однос на функционери, во однос на други јавни професии, кај што бараат толку школа и кај што бараат толку одговорност. Не. А они имаат најмногу школа и најмногу одговорност. Нема најмногу сега, но имаат многу. Сега најмногу имаат професори по факултети по 20 години, докторати, екстра докторати, академици се. Професори, добро. Не, многу школа имаат. Ја имам еден пример што често вака го зборам. На пример,
еден од најдобрите лекари, кај што сме ние Старо Сватој, доктор Славчо Стојменски, кој дури беше на време и директор, па после се укина таа клиника и не, нити сум дознал кога бил директор, дознав така, од град. Нити мисел, нити кога му прекина, ми кажа дека не. Значи, он е 3 пати попаметен од мене. Поише школа има, поише работи од мене, ноќе дење, поодговорна е неговата работа од мојата, морам да кажам, а ја 3 пати поголема плата од неговата. А генерација сме. 2 години, сме разлика на 2 години постар. И неколку други такви лекари. И мислам дека се они малце платени. Тоа е првиот дел од точката. Мислам дека мора да се најде начин, по моја рачуница беа негде 5-6 милиона евра. Беа за 2000 и нешто луѓе плюс медицински персонал, да рачунаш барем 10, Разликата од досегашниот буџет за плати нема. Па да, едно 10-15% бар да качиш платата да им тргне. Добро. Второ, значи Па не мора... би тоа со учинокот може да се... Не. Второ, мора да има и директна стимулација. А тоа е сложеност. Посебно да биде сложеноста на оно што го извршуваш. Ние имаме еден маестрален доктор, као Угриновски, например, кој го бара пола Европа за операции све. Он не може да размисли дали има бензин да дојде на работа. Нити смееш тој тип на лекари, сега се тргаме од него, значи го уопштуваме, да го тераш у разни провизии, мајмулаци, кај што он мора тоа да го направи. За да преживее, за да живее солидно, да има стано 100-150 квадрата, да има кола добра, да седи да размишља, за утре да дојде кај тебе одморен и да ти го спаси мозокот, главата или бубрегот или што и да е. Така, значи таа екстра класа мора екстра да се плати. Сега збориме за повеќе. Значи мислам дека на сите мора да се покачи плата. По да. Добро. Зошто? Груевски прв, откако постои оваа Македонија, уложи над веќе 100 милиони евра во болници и во опрема. Таа опрема некој треба да ја работи. Има голем одлив во приватен сектор. Сега има Орце Камчев со Систина, тука ти е Жан Митрев со Филип II, Неуромедика ти отпорано, Ремедика ти исто отпорано, тоа се добри места, клинички центри или болници, и они одливаат кадар ги плаќаат по 2-2.500 евра луѓе, 1500, 1000, зависи од далеку поише од парите што ги зема јавниот сектор. Сегде јавниот сектор е многу помалку платен од приватниот. Секаде, ама и во свет? Сегде. Добро. Но затоа, имаш постабилен статус, имаш годишен одмор, тешко те бркаат од работа, имаш поише соработници, и имаш поорганизирана работа. За разлика од приватниот, кај што Сабајли ќе се дигне газа да ќе рече овој сектор го затварам. Тога што мислиш дека се во право лекарите? Да? Први, во право се лекарите. Дека треба да имаат поголеми плати. Добро. И тука ги поддржам заедно со медицинските сестри. А плаќањето? Се идеме наде. Да идеме до путов. Плаќање по учинок е многу често применуван метод. Не е сегде, но е многу почесто применувано други. Мислам дека наместо еден месец треба да се прави на 2-3 месеца, за да има овој време да се поправи. Ако не му идел овој месец, да наредниот биде добар и полека третиот да изнивелира. Мора да се направи селекција според број на жители. Значи лекару Прилеп не може да има исти учинок како лекару во општина Центар. Значи да ги врзеш на потенцијалот кој треба да го сервисира исполно. И ред други такви корективни фактори. Поддржувам да се плаќаат по учинок. Мора да има некаква награда за тој што е подобар. Ние сега имаме класична француска револуција, кај што просекот сака да го убие врвот. Зашто што не му одговараш едноста пуќар? Ама тие биле 10%, па тие 10% го прават угледот на другите 90%, ако сакаме поштено да зборим. Значи, тие вршат една од најодговорните функции, една од најсложените, една од најтешките. Сум да и се зголемат плати, но ова што го прават е злочин. Кое? Што ова што го прави Ставрич. Па како да го постигне тоа? Ова е перверзија. Ама како да го постигне ако синдикат. Воопште не му дадоа шанса на синдикатот да преговара. Ја зема иницијативата иако не се синдикат. Ја говорам легалистички. Не сакам и нема да дозволам како новинар што можам да направам ниеден лекар се да изгуби работа, иначе по закон може сите овие кои протестираат да им дадат отказ. Тоа не е штрајк. Штрајк е она која множински синдикат ќе го закаже што се спроведува според закон и околности кои се дадени. Во јавен сектор како здравство штрајк нема. Кај го има тоа у свет, бе? Тој сред работно време. Каже, сад време ги остава пациенти и идам у парк да пушам цигари и да протестирам. Јас сум пожарникар. Може ли сад време сред пожар да речам, брат, штрајкуем? Штрајкуем. Може? А пожар јас сум судија. Може ли јас да се сообраќајат сум ја? Или обезбедувач у банка? Сад време штрајк. Не работам.
тука искршите и глави на семафорите. Кај го има тоа? Прво не може да штрајкува на тој начин uz работно време. После работно време искочете, идете пред влада, пред собрание, пред куќи, доаѓате, правите чуда, што знаете у рамки на закон правите. Со кое право е денеска гледам, прво треба да се застрамат овие кои штрајкуваат, не за сите лекари, искача пациент денеска вика го бара Груевски да дојде да му помогне. Значи идентификацијата за некој што може и што помага му останал Груевски. Од толку лекари на клиника, од толку доктори, од толку све, он го моли Груевски да дојде да му го спаси здравието и животот. Треба да се застрами лекарот. Види, јавноста е огорчена на нив. Може тоа не прават филмови по своји роднини пријатели колку сакаат. Пациентите не мислат дека лекарите имаат право да му одбие услуга ујавен. Ја го плаќам од данок. Ујавен сектор да ми одбие услуга саат време. Дека пола се штрекуваме. Дура да дојдеш, дура да се вратиш саат. Денеска има една битна работа. Значи, нема да добијат отказ, само заради тоа што е тоа добра волја на нивниот надлежен. Инаку, напуштање на работно место, у јавен сектор саат време, а не си со легален синдикален штрајк, е напуштање на работно место за кое се добива отказ. Јавноста е огорчена. Јас си препорачувам, бидејќи таму се многу мои пријатели и сакам да им се качи платата. И ќе направам све што можам као медиум и новинар да тоа успеат во рамки на нашите државни можности. Но гледам завчера еден лекар у Фокус. Вика, и да не апсат, и да не убиват, и да не бесат, ние да обстануеме. Платата им мора да се качи и нема мене он да ми крати од плата. Човекот има куќа на водно, пазарна вредност 2 милиона евра. До америчка амбасада, десно. 2 милиона евра, пријатели. Цел живот работи у јавно здравство. 2 милиона евра кошта зграда, не стан, кај што живеат пациентите. Зграда, тоа е 2000 квадрата. Па не ли рече тие такви врвни лекари и треба да имаат такво нешто? Он јавно здравство работи, се жали за 5000 денара што ќе му ги одбиеле бидејќи немал доволно пациенти и поттикнува политички проблеми пред избори, повикувајќи се на тоа. Во оваа држава некој замижал за он да дојде до куќа од 2 милиона евра. Затоа што е добар лекар и за да може да остане тоа јавно здравство да даде некоја услуга. Некој замижал. Никој не е глуп. Не е ни будала. Од јавна плата 2 милиона евра куќа. И не е само он. Таму 4-5 има, кои јас ги видов, од кои 2 знам, од мој разговори у суд, како пријавени за корупција, доаѓа да се молат да убедуваат, ти си им бивши пациент, ти си им оваа мајка, ти ја спасив чуда, да им се поништа, дали кривишни пријави, дали истрага, да нема да се. И тука некој премижал во општеството. Зато тие добри лекари останат да работат. Ако на некој во општеството се дава подршка, се дава на лекарите и со право. Следни кои треба да добијат се наставниците по средни и основни школи, што ги шиканира секој копил со iPhone, зашто татко му е буџа, па не смее да му каже што утре ќе добие отказ, а не да може да е албанец, па не смееш да му кажеш ништо ни по етничка линија. Значи, ќе ги поддржиме, како струка, како професија, да. Но не сакам да гледам дека у работно време пушат цигари у парк и кажува дека тоа е штрајк. Он е јавен службеник, нема право на тоа, мене не ми го дава сервисот за кој го плаќам и неговиот синдикат не прогласил штрајк. И нека не тера во јавноста да кој ќе еден, како што вика денеска гледам еден насител, од Тетово дошол човекот, вика ја до нова година 3 пати ќе умрам. Ја идам, вика, он ме вика јас сум у штрајк. Со кое право ти му кажеш штрајк? Па ти кажам, јас сум сообраќаец. Дечки саат време семафоров е, кој е јаче? Може ли пожарникаров? Може ли пилотов во авион? Усред работа. Пола саат, кому иде? У штрајк сум. Во право си тоа. Значи, они се сега на една линија, види. Постои така наречен бел штрајк, а тоа е си ја продолжуваш работата, види, но си мора и министерот да најде начин како овој случај да го истера до крај и како да ги афирмира позициите на легалниот и официјален синдикат. Он воопшто тоа не го направи. Исто го направи со малку енергија. Ќе се го викне легалниот синдикат. Ќе се има формални преговори кои се на закон темелени, ќе го чуеме овој што е и како јавност ќе судиме. Ќе види дали има пари да плати, тоа што има пари ќе го плати. Овие не може да имаат третман на синдикат, бидејќи тоа не се гранков синдикат. И точка. И второ, не смее да запира услуга од јавен карактер у работно време. Бидејќи тоа ќе го направи војска, полиција и пожарна и пилотиве
И кој све? Преседан ќе биде без преседан. Да, ма кај има тоа бе, у Америка ова човече. Па Сабајле ќе немате Ставрич. Сабајле ќе биде, како се вика, под законска контрола. Он да загрожи живот на американец. А дали сметаш дека опозицијата има заднина зад цело ова? Има. Ама не е тоа најдоминантно. Тоа постои. Прво ќе ги видиш на овој Ставрич изјавите, тоа све комбинирано со овој Андре Петров од СДСМ исти изјави исто се. Таму има еден друг елемент кој лекарите го знаат подобро и од мене и од тебе, ја го знам од нив. По тие 40-50 души кои се коловоđи таму, пола се што бивши раководители, што неуспешни во кандидатуриве сега. Значи суети се, он се таму не е директор, не е шеф на сектор, не е ова. Сега он тука нешто ќе глуми. А има многу од СДСМ. СДСМ легално си го прави тоа. Не можеш да му се љутиш. Така, легитимна политичка борба. Да, како што и борба. легитимно 95-та го смени знамето името, не го направи тоа на сила. Може се љутиш на дел од лекариве кој загрожува пациент. И сега ме убедува мене за неговата плата. Па што ме гајле за твојата плата? Ако сум ја твој пациент. И знаеш што најголема злосторство? Ја бев, има здравствени проблеми, бев у Германија со еден од нашиве лекари и видов дека германските лекари не се ништо подобри од нашиве. Се е нешто подобро. Но тоа ни приближно не е како што се мисли. Во смисла на стручност, знаење. Пак се нешто подобро, има боли конекции, патува, иде по Америка, иде по Австралија, размена, он има 500 операции, нашиот има 20 операции годишно, нормално се. Но разликите се многу мали. Нашите лекари се добри лекари. И ја имам доверба во нив кога сум болен. Таму и сум се лечил. Тоа што на нашите им фалеа беа згради, беше медицински персонал, добри медицински сестри, едукација и опрема. И сега тие држава од мои твои пари уложи над 100 милиона евра за само 3 години. И нови 100 следат. Плюс оние 200 у големиот клинички центар у Маршал Тито бившава касарна. И се одме вику средно работно време, јас сум у штрајк. По кого да ги уложам пари? Па што џабе трошиме 150 милиона? Што џабе трошиме? Кога му се дигнала за плата дома жена му која го искарала мала ти плата, глеком шијата има телевизор, доаѓа нова година ти не се купил, он прави штрајк. Значи, за ова ми најбитна тема. Мора се најде начин таа струка и професија се заштити и унапреди. Од една страна, но мора се најде начин таа струка да се заштити и од овие 45 души кои прават лични кариери и загрожуваат здравје на луѓе и може да допринесат до јавен револт на голем дел од населението против лекарите како струка. После се е џабе. После се мисли, може би манипулацијата е тој јавен револт да се насочи кон актуелната власт. Види, не се пациентиве толку будали. Он иде на лекар, лекарот не го прима, не у министерството. Не го чека министерот позади врата да го лечи. Го чека лекарот. А лекарот му вика, јас сум у штрајк. Не му вика, министерот ме заклучи и не ме пушта да искочам па да речеш ти, кој те заклучил? Бе, сега ќе идеме кај министерот. Он се заклучил. Јас сум у штрајк, у сред работ. Ети у кафана идеш, у сред работ, време у диско идеш, од 11 до 4, у 2 сат Шанкеров вика штрајк. До 2 сат не служам. Па ја мислам дека тука ќе побудала тој на Шанко. Да кога ќе бидат луѓе? На Шанкерот. Ја бидат на газдата што му дава работа. Така и ова. Многу е битно ова прашање, зашто ова ако се скрши, ќе се преточи и на другите јавни професии. Ако се успее. 45 души да ти диктираат кој заради функција, кој заради партија, кој заради кеф и без. Но јавноста не сакам да се сврти против лекарите. Не сакам да почнат пароли, да се почнат собирање по куќи, по лекариве, по милион евра ще ги имаат, да му речат ти ли штрајкуеш, заради тебе ли моето дете не може да иде. Чека ти ја видам куќата, чека ти ја видам джипо. Тоа е јавен сектор. Он нема привилегија да работи у приватен сектор, па да немаш право да го прашаш колку заработуваш. Работи у јавен. Мене и тебе може да ни избркаат утро да работи. Него треба процедура. Мене и тебе ни оставаат све сами да работиме. Он има сестри медицински, има служби, има струја, платена вода, све. Сега му барале учинок. И колку влијае би учинокот? 15-20%. Еве качи ги платите 20%. Може као држава. Ти ги качува. Никој не го би више. 20% наградува. Па нема биде задоволни. Знаеш зашто? Зашто он не е директор. Тука е целиот клjuč. Ние сме македонци. Океј. Латас, ти благодарам што вечерва одвои време за гледачите и за 5 минути поише од договореното. Чисто да ти кажам. Тоа ти си се договори. Иначе мене да ме прашаше ќе траеше уште. А по обичај кај може човек тебе да те контролира или да ти наметне нешто. Ти кога ќе Жена ми одлучиш исто тоа го збори дома.
Да, Сега кога идев истото ми го кажа. Се осеќам многу лошо сега после муабетов. Зашто? Не, веројатно може да е и така. Чим дома го забележи, ти го забележи. Веројатно може да е и така, ама јас сум превише возрасен за допрево да се менјам. Ова малци ќе го истерам. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам и тебе и посакувам да не дојде до конфликт помеѓу пациентите, лекарите, јавноста и здравствениот сектор, да бев болji ученик, сакав да бидам лекар, бев полош ученик, останав новинар. Затоа им посакувам на лекарите да имаат подобра плата и да имаат поддршка од јавноста и понатаму да го сачуваат тој капитал, да не го изгубат, нема ни да осетат кога го изгубиле. Почитувани гледачи, тоа беше се во овој дел од емисијата во разговорот со Латас. По блокот на реклами ќе се вратиме да ги прегледаме утрешните наслови од вестниците. Бидете така, се враќаме за неколку минути. Програми наменети за целата публика.